После скарата, мезињата, храната, пијалоците и празнувањето на 1 мај, излетничките места околу Скопје за среќа останаа без ѓубре и отпад. Дел од нив се чисти поради совесни локални жители кои го собирале ѓубрето што го оставиле скараџиите. Излетничкото место кај Марков манастир почисто и од пред празниците. Жителите оттаму имале повеќе совест од граѓаните што вчера палеа скара и испија гајби пива. Ден по одбележувањето на меѓународниот ден на трудот, ден кога традиционално се палат скари и соодени излети. Овде на брегот на Маркова река кај Марков манастир начекавме на вистина убава гледка. Жители од селото Цветово заедно со луѓе од Марков манастир самоиницијативно се организирале и го собрале целото ѓубре и целиот отпад од вчерашните излети. Сите заедно влегле во расправија со излетниците за да си го соберат ѓубрето позади себе. Бајрам Скендеровски, еден од локалните жители кои сведочи за безобразното однесување на излетниците, кои што негодувале на опомените за отпадоците. Тука имало и контейнери, но граѓаните ги полнеле со отпад и шут, па така, пред манастирот секогаш стоел отпад со фрлена по кукнина од несовесни граѓани. Како што прават скара и така го ставаат ѓубрето на како што јаделе, што пиеле, све ѓубре. Значи, нит го собираат. Значи, иде им речеш, баш имаше ситуација што им викаме ѓубрето да си го земете со вас, се расправаат со нас, сакаат да се караат, агресивно се понашаат и мораш да се останеш малце на страна, пошто може да стане поголема белја. Оние што денеска решиле да дојдат на Маркова река се задоволни од гледката. За нив е вистинско изненадување што во последно време ова место останува толку чисто и погужвите што се прават за празниците и викендите. Не очекував дека ќе биде толку чисто, меѓутоа морам да кажам дека и пред 1 мај овде на ова место беше премногу чисто. Значи, овој дел од, да кажеме, од Маркова река секогаш бил полн со отпад и нечисто, меѓутоа во последниот период е секогаш чисто овде. Не беше поразлично и на излетничкото место кај Кучково. И овде, на излетничкото место Кучково, исто како кај брегот на Маркова река и Марков манастир. После излетниците и палењето на скари нема ѓубре и отпад. Ден по празникот кај Кучково мирно и без луѓе. Не се знае дали овде совесни граѓани самите се организирали и чистеле или пак излетниците си го собрале отпадот. Вечна дилема е зошто во ЕУ држави е чисто и граѓаните внимаваат каде фрлаат отпад, па дури и македонците како туристи се посовесни во странство отколку дома. Горијан Јовановски од невладината Зелен хуман град вели дека надлежните треба да посветат внимание на едукација и да казнуваат. Според него, само тоа е правилен начин како да ја зачуваме животната средина. Решението е прилично едноставно. Гледаме дека граѓаните ги почитуваат тие закони кога одат во странство, а не ги почитуваат кога се овде дома. Што значи дека нема закана од реперкусија кога се прекршуваат законите и се уништува животната средина. Од една работа треба да се почне со едукација од мали нозе, значи едукација во ведување во основното, во средното училиште, да не биде оставена само на ден на дрво како можност за немање часови тој ден, туку да биде вистинска едукација за животната средина, а од друга страна сериозни санкции и казни. Инаку, во скопските општини надлежни се општинските и градските комунални редари кои имаат овластување да казнуваат за фрлање отпадоци. Казните се движат од 50 евра за физички до неколку илјади евра за правни лица. Познавачите се убедени дека треба казните да се поригорозни за да ја зачуваме чиста животната средина.